Проблемот со името ја покажува сета своја сложеност, дури и онаму каде реално тоа и не ги допира луѓето кои со него се соочуваат. Чувствителноста е толку голема што секој се обидува да биде внимателен и да ги задоволи апетитите на засегнатите страни. По отсуството на негово решение е предизвик за тие што се соочуваат со неговата небулосност. I was in Macedonia, in Pharaoh. In Skopje, ja. До решение не може да се дојде ако низ најделикатната фаза од процесот има политички подметнувања кои со ништо не придонесуваат да се расчисти состојбата и да се стаса до очекуван и прифатлив компромис. Мините не ги поставува никој друг, туку оние од кои тоа не се очекува. Иако ако се има предвид како стигнале до позицијата, тогаш е јасно дека тие не комуницираат со овој свет. По Божја промисла, пред 2 години и 2-3 дена бев именуван за заменик на председателот на владата на Република Македонија задолжен за европски прашања. Оние што не стасале до функцијата по Божја промисла туку на избори од граѓаните, веројатно имаат поголема одговорност, па затоа им е поважен овоземскиот живот. Но и тогаш се зависи во која улога се наоѓаат и ставовите по клучни прашања. Им се разликуваат во зависност од тоа дали се на власт или во опозиција. Така кога ја имаа во свој раце, тогаш двојазичноста не ја проблематизираа и не сметаа дека е чекор кон дезинтеграција. Ваквиот закон доведува до опасност да се наруши хармонијата и кохезијата на македонското мултикултурно општество, поради деградирањето на единствениот интегративен елемент македонскиот јазик. Големо предавство ќе било ако покрај пратениците албанци кои што имаат право да зборуваат на својот мајчин јазик во парламентот и министрите, ако зборувале министрите албанци, ако зборувале македонски, тоа ќе било големо предавство и ревизија на Охридскиот рамковен договор. Тоа не се лепи. Лепат барањата кои се прифатливи за сите работници, ама не лепи однесувањето на наводните синдикалци кои изгледа имаат заборавено дека беа како самопослуга, во која газдата бесплатно ги користеше продуктите што тие требаше да ги понудат. По парафот што го ставија, безпредметна е нивната функција, особено што наместо за нивните колеги, тогаш кога требаше, тие стоеа во истиот ред со узурпаторите на нивните права. Јавниот сектор е социјална категорија. Непоимливо е еден синдикат да застане против своето членство, наместо да покаже солидарност и да даде поддршка од причини што барањата на наставничкиот пленум се истите барања кои до неодамна СОНК ги пласираше како барања на синдикатот. Доста е и доста е. Доста ќе биде тогаш кога ќе престанат да постојат чираци кои одработуваат, тие кои наместо да спојуваат делат кои што не градат слога и разбирање, туку презир и недоверба. Кога еднаш сите ќе разберат која е целта и ќе се потрудат заедно да се стаса до неа. Кога веќе никој од никого нема да биде алергичен. Скоро секој трет-четврт македонец има некаква алергиска манифестација. И на крајот, под диагнозата, ова е терапијата која треба да се користи. Џандарите ме малтретира дека сме партија од СДС, а ние не сме партија од СДС. Ние сме за сите луѓе да бидеме сложни. Еден за сите, еден. Ние сме македонци сме. И во Македонија ќе умреме. Ама да имаме иднина за нашите деца. Никој нема потреба да умре за Македонија, за неговите деца да имаат иднина. Треба да се живее за Македонија. Сега и утре.